Во текеа третото издание на фестивалот Видик, фестивал за литература и општа култура. Истиот ќе трае до 8 април, а деталите ќе ги дознаеме од Ана Несторовска-Саздовска, да слушнеме што се посетителите. Ана ќе можат да слушнат, но и да видат. Добро утро. Добро утро. На третото издание на Видик, кој што се одржува 25 март до 8 април во книжарницата Литература МК во Diamond Mall, во организација на Литература МК, посетителите ќе може да уживаат во разновидна програма, фузија од сите области на културата, театарот, книжевноста, музиката, мултимедијата, филмот, па и дизајнот. Значи, едно комплетно искуство за сите возрасти. Ако одиме ден по ден, ја знаеме ли агендата за да се пронајдат оние кои што не следат на Канал 5 и да знаат кој ден да дојдат, можеби повеќе денови, не само еден ден. Ете така, до сега публиката ги посети неколку различни видови настани. Почнавме со промоција на книга, филмот и пропагандата во дигиталната ера од Сашо Кокаланов. Потоа следуваше концерт на Фанк Шуи, популарниот бенд Фанк Шуи. Имавме и настан со промоција на книгата Театарски приказни на денот на Светскиот ден на театарот од Митко Бојаджиски, пошто следуваше и концерт на Night and Day квартет. Викендов посетителите можеа да учествуваат во донаторскиот настан, поврзан со книгата, модата и облеката од праисторијата до денес на Зорка Тодорова Младеновиќ. Денеска вечерва на програмата е тетарската представа Љубовни писма со Игор Ангелков и Верица Недевска. Таа е нова дуодрама која што предизвика голем интерес кај публиката. На 1 април имаме концерт на Скопје Джаз Инк. Имаме богата джаз програмава и оваа година, како и претходните. А на 2 април веќе имаме нешто поинаку, односно имаме настан наречен Изборот на Тони Зен. На тој настан Тони Зен ќе одбележи 21 година од објавувањето на својот прв албум, со објавување на еден луксузен премиум сет со 2 плочи, 2 винил плочи и 2 стихозбирки. Тој ќе биде настан проследен и со настап на Тони Зен со неговиот бенд. На 3 април имаме уште еден джез настан со Павле Михајловиќ, трубач од Белград, еден од најсвежите нови сили на Балканот, ќе го представи свој нов албум. Веќе наредниот ден има поинаков музички настан, значи имаме од сите области на музиката. Имаме настан со Јана Андреевска, промоција на незината книга со ноти и изведба на истите остава на Дино и Мери. Веќе последната недела од фестивалот ја почнуваме со промоција на книгата Луѓе Синки Саша Кузмановски. Станува збор за нов трилер, последен во трилогијата на Саша Кузмановски. Сашо, оние кои што го знаате, спортски новинар кој што пишува трилери, веќе е етаблиран и во овој дел. Така да ги поканувам љубителите на книжевноста и особено трилерите да не позедат на тој настан. После овој настан имаме и уште еден джез настап на Парушан груп на Михаил Парушев. И последниот фестивалски ден, на 8 април, ќе биде промовирана стручната книга од познатата македонска етно пејачка Вера Милошевска. И ќе биде проследено со настап на незиното трио, на кој што гостин ќе биде и Бранко од Фолдин. Богата програма. Богата програма и верувам дека со сите овие настани ќе отвориме нови видици кај љубителите на културата, на книжевноста, на музиката, дека ќе си направите убав спој на повеќе области и ќе си замена дома со едно прекрасно искуство. Да, верувам дека ќе биде така. Бидејќи споменавте трета година поред се одржува Видик, какво е вашето искуство и какви се вашите импресии, што најмногу го задржува вниманието на посетителите? Бидејќи споменавте театар, може да видат книга, да промоции на нови книги, да слушнат музика, што најмногу ги интересира? Каде има најмногу посетители? Знаете, овој фестивал ни откри нас нови работи, дека луѓето сакат поинакви случувања.
дека сакаат книжевноста да биде дополнета со музика или пак музиката со книжевност или книгите да ги погледнат како театарска изведба. Самиот концепт на фестивалот ја нуди таа сплотеност од повеќе страни на уметноста и мислам дека секој таков нов проект буди интерес кај посетителите. Секако посетени се доста книжевните настани затоа што ние имаме убава традиција за правење на раскошни книжевни промоции во литература МК. Тука се и веќе етаблирани џез свирките, така да и џез свирките се посетени, се повеќе доаѓа и млада публика на тие настани и новите урбани изведувачи како фанк шоу и како Тонезен, мислам дека и тоа ќе биде доста посетено. Значи еден настан кој што различна публика може да си го погледне она што го сака, што го интересира, меѓутоа и да дознае нешто ново. Така. Колку пак ова им отвара можности на писателите да повеќе читателите се запознаат со нив одблизу, бидејќи споменавте дека и писателите можат да ги промовираат нивните најнови книги. Дали има повеќе читателска публика со овие фестивали? Има, секако, затоа што доколку некој дошол, например, да слушне музика, а при тоа тој музички настан е збогатен со книжевен настан, ќе го проследи тој и ќе се заинтересира за книгата, меѓутоа ова е убава шанса за сите млади изведувачи, квалитетни изведувачи или секако етаблирани изведувачи да настапат на една нова сцена со една нова поставка и да дадат нова димензија на нивната уметност. Ги поттикнуваме и читачите и слушателите и следите славоковци да ги прошират своите визици, како што и впрочем е името на самиот фестивал. Да. А ќе го закружиме овој разговор, дали имаме доволно читателска публика, бидејќи споменавме Видик е фестивал на литература и култура. Колку се чита литература, дали се чита особено македонската литература? Се чита се повеќе имаме и млади свежи авторски сили кои што објавуваат книги и кои што се застапени на наша голема радост и во литература. Така да се зголемува и обемот на твориштвото, меѓутоа и бројот на читатели. Тоа е една долгорочна битка за нас, значи една мисија која што сакаме да ја продолжиме, затоа што нема поубаво чувство од читање книга и нема поубава вежба и одмор од книгата, така да ги поканувам сите оние кои што можеби сакаат да го исполнат квалитетно своето слободно време, да повелат во литература, да си изберат некој нов наслов или пак да ги погледнат овие настани. Така. Или пак да дојдат на фестивалот Видик. Токму така. Благодарам за одвоеното време, се гледаме на некоја од вашите настани. Благодарам за